Почитувани граѓани, денес се навршуваат 30 години од донесувањето на Уставот на првата независна меѓународно признаена Македонска република. На 17 ноември 1991 Собранието по повеќемесечна расправа го изгласа Уставот, со што го заокруживме процесот на осамостојување од поранешната Југословенска федерација. Нашиот Устав не е само формално правно највисок акт во државата. Тој документ е најдобриот доказ за вековната борба за сопствена демократска држава и на нашата заедничка визија за праведна, економски развиена и солидарна политичка заедница со човековите права и слободи во незиното средиште. Во историска смисла, во нашиот Устав се преплетуваат и надополнуваат Илинден 903-та, Народно-ослободителната борба јасно од 44-та и референдумот за независност од 8 септември 1991 година. Тој е символ на илинденскиот идеал на борбата за слобода, еднаквост и братство на сите народи во Македонија. Тој го гарантира државноправниот континуитет на современата македонска држава со одлуките на АСНОМ. И конечно, тој ја потврди јасно изразената референдумска волја на нашите граѓани за независна држава. Истовремено, нашиот Устав од 91-та го символизира дисконтинуитетот со претходниот еднопартиски систем на владење. Тој во себе ги содржи сите вредности и принципи врз кои почиваат прогресивните демократии во светот. Со него беа промовирани суверенитетот на граѓаните, политичкиот плурализам и слободните демократски избори како единствена легална и легитимна основа на секоја политичка власт. Наместо етноцентричност и национализам, тој декларира еднаквост на сите граѓани, без разлика на етничкото или верското определување, и истовремено го гарантира слободниот културен развој и рамноправноста на сите заедници кои живеат во нашата држава. Со обврската за почитување на општоприфатените норми на меѓународното право, нашата држава се потврди како одговорен и стабилен субјект на меѓународната заедница на слободни и суверени нации. Почитувани граѓани, додека на Балканот во 90-тите години од минатиот век се водеа крвави војни, мотивирани од екстремен национализам, големо државен експанзионизам и национална и верска омраза, ние донесовме Устав што започнува со одредби за основните слободи и права на човекот и граѓанинот. Како што во 903-та, во предвечерието на големите војни на 20-тиот век, со Крушевскиот манифест се определивме за демократска република на слободни и рамноправни луѓе, така и на 17 ноември 1991-та покажавме дека имаме државотворен капацитет, политичка мудрост и визија, која недостасуваше ке многу други поголеми народи од нас, со вековна државна традиција. Големиот германски филозоф Хабермас го дефинира патриотизмот во современи услови како уставен патриотизам. Нашиот Устав ги исполнува сите критериуми на еден либерален и демократски устав. И затоа, доколку се прашаме што треба да правиме за да бидеме македонски патриоти во 21 век, одговорот е едноставен. Секој од нас треба да го приложи својот дел за реализација на идеалот запишан во првиот став од првиот член на Уставот, кој нашата татковина ја дефинира како суверена, самостојна, демократска и социјална држава. Нека ни е честит јубилејот, нека ни е долговечна државата.